Благодарам, председателке, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Членот 8 од Уставот на Република Македонија вели темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во меѓународното право и утврдени со Уставот. Владењето на правото, поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, политички плурализам и слободни, непосредни демократски избори и така натаму и така натаму. Врз основа на членот 8 од Уставот на Република Македонија, нашето барање како опозиција е оваа скандалозна реформа да биде вратена на оние основи од каде што треба повторно да се преразгледува и подобрува. Не може насила да се спроведуваат желби на извршната власт кои доаѓаат како нарачка од NGO секторот и од странски фактори кои имплодираат во унитарноста, во државотворните асномски белези на македонската национална држава. Република Македонија е унитарна држава, признаена, осамостоена, со 30 годишно искуство како независна држава, со традиција од 44 година, но и со вековна борба на македонскиот народ за извојување на нејзината национална посебност и национална државност. Тоа што, колешке Марија, вие сметате дека вам природно ви припаѓа како наследник на комунистичката партија и тоа што е реалноста се сосема две работи. Ако сакаме да одиме напред, јас имам еден апел до сите вас. И ако сакате да покажете дека вие сте многу понапредни од она што правела ВМРО ДПМН за време на нејзиното владење, треба да најдете свежи аргументи, нови аргументи. Имавте доволно време за тоа, за да можете да го сторите. Кога немате аргумент, имате неколку реплики, меѓу кои првата ви е Белата палата. Белата палата, во која што и господинот Зеки Рамчиловиќ беше член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН која бевме на власт, но тоа не ви пречи сега, бидејќи сега кога ќе извршите предавство, тогаш можете да бидете и многу демократ. Да, кога седевте кај Груевски на извршен, бевте голем ВМРО-овец и ги почитувавте и Белата палата, почитувавте и реформи во високо образование, си лобиравте, само знаете што, ќе ви кажам, тие примери се добри за добри романи. Македонската современа белетристика и криминологија може да опише многу интересни карактери и во овие 30 години искуство можеме да видиме на вистина на кој дередже сме дојдени. Мојот став е малку поинаков. Ајде сега да ви кажам нешто и лично. Зошто ме интересира оваа реформа? Оваа реформа произведува проблем понатаму и во високо образование. Јас се согласувам со едно, и со вас, председателке, и со сите колеги. Само со една работа. Ние имаме потреба да направиме реформа. И тоа е факт. Имаме прво насушна потреба да ги погледнеме капацитетите на наставниот кадар. Како ќе ги направиме, Костич? Така ќе ви кажам. Прво, кога ќе им дадеме плати, како на нас пратениците, да им го вратиме достоинството на наставниците. Верувајте, луѓе кои што имаат сатисфакција, работат многу помотивирано и се борат. Верувајте дека е така. Јас ќе поддржам ваша реформа, ако видев таква реформа. Да ги видам наставниците во основното и во средното образование со достоинствена плата. Прво, тука ќе почне. Второ, ќе направив инспекцијска проверка во педагошкиот факултет. И ќе ги проверив тамошните дипломи. Еве, ви давам совет, можете да го употребите. Не е почнато, зашто реформата зборува нешто друго, колешке. Тоа ме секира мене. Јас не знам како вас не ве допира. Оваа реформа има основа да стане кредибилна, ако вие прифатите дека не може да влегуваме со квалификации едни према други, без да сватиме суштината, а на забелешките кои што ги добивте и јавноста ги слушна на 5 февруари оваа година. Зошто не би поддржале нешто што на сите ќе им биде од корист? Кажете ми,
Какви луѓе се тоа кои може да си дозволат такво самоволие? Мора да престане овој начин на функционирање. Она што се случуваше за време на уставните измени, таа огромна штета, тоа насилие, тој прогон, сите тие работи што се случија тогаш, не може да бидат метод за действување и понатаму. Ние мораме да им дадеме на нашите деца иднина. Не можам повеќе да се согласувам дека на ден подпишувам по 5 препораки на млади кои бараат шанса и бегаат од Република Македонија. А бегаат затоа што не чувствуваат сигурност од нас. Не затоа што овде не е убаво. Напротив. И уште нешто ќе ви кажам. Како граѓанин и како човек ви го кажувам ова. Јас не можам да разберам една толку мала и толку богата држава да не може да најде елита, да создаде елита во сите политички опции, која што ќе ја движи напред. Не можам да разберам дека треба да се поклонувам или да премолчувам на реформа која ја прават имено, и тоа е кажано, еве да повториме, истите експерти од 91 година наваму. Како бе, колеги почитувани, кажете ми, во времето на Груевски тие експерти не чинеа, а истите сега чинат? Како може колешка која што работеше на сегмент на реформата да ми каже дека незе не ја интересира национална историја, зашто она не е македонка и тоа било проблем на нас македонците ние да се бориме? Одете бе во Албанија, одете бе колеги во Бугарија, во Грција, во Србија, на Косово, кај сакате одете? Одете кажете го тоа на некој народен представник, на професор, на граѓанин. Одете и видете што ќе ви се случи. Ама таму има некои работи за кои што се фундаментални, темелни, општеството не дискутира за тие теми. Тоа е, токму тоа го зборувам за реформата во основно образование, Марија. За тоа зборувам, не зборувам, Марија, за ланскиот снег, не зборувам за партиски поени. Не собираме овдека партиски поени, разберете. Значи, вие можете, пак ќе ви кажам, уште нешто и завршувам, не сакам да го узурпирам премногу времето. Темата ме боли, јас не знам како вас не ве допира, Марија. Како одите вие низ Карпош? Како се движите на улица Зрем? Не ви го кажуваат тоа граѓаните. Значи, знам дека одите слободно, си имате ваш кредибилитет, не, во друг контекст зборувам. Марија, послушајте ме малце. Действувајте во вашите редови да се промени ова кое што не може после со години да го исчистиме и да го средиме. Направете обид да бидете оригинални за нешто да се пофалите. Зошто да не се добие кредит за нешто што е корисно и паметно? Вие не сакате да разберете дека ова за што стоите е неодржливо, луѓе. Не можеме да дозволиме, и пак ќе ви кажам, ниедна власт, ниеден раководител, ниедна партиска врхушка од сите сфери не може да се одржи ако нема одобрение од граѓаните. Разберете го тоа фундаментално право. Граѓаните се револтирани. И ќе ви кажам, законот за основно образование гарантира бесплатно образование. Вие сега го уништувате тоа. А за тоа понатака ќе зборуваме, сегмент по сегмент, ќе ви ги дадеме сите забелешки. Ви благодарам.